ова издание, 19.000 лица евакуирани од Авганистан изминативе 24 часа, соопшти Белата куќа. Вкупниот број досега изнесува над 82.000. Хавај може да изгуби 40% од плажите до 2050 година. Интервју со поетесата Лидија Димковска, добитничка на годинешната награда Браќа Миладиновци на Струшките вечери на поезијата. Останете со нас. Добре дојдовте во Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Поетесата Лидија Димковска е годинешната добитничка на наградата Браќа Миладиновци на Струшките вечери на поезијата. Пред да го слушнете разговорот со неа, што е ново околу Авганистан? Бајден рече дека него минува крајниот рок за повлекување на војниците на 31 август. Но ќе успее ли тој политички да ја преживее оваа криза? Аналитичарите велат дека ќе зависи од неколку фактори. За само неколку дена рейтингот на Бајден падна 7% поени, најниско во неговото председателствување, според истражувањето на Reuters и Ipsos. Американската поддршка за завршување на војната исто така опадна. 49% од гласачите сега го поддржуваат излегувањето од таму, што е помалку за 20% во однос на април, покажува истражување на Morning Consult и Politico. Американските законодавци ветија дека ќе испитаат брзата победа на Талибан и хаотичното повлекување. Тоа што го видовме е апсолутна катастрофа, дамка на репутацијата на Соединетите Американски држави. Но некои аналитичари велат дека штетата може да биде поправена и дека одлуката за излез е се уште исправна. Овој напор за градење на нација не функционираше. Време е да се заврши и покрај краткотрајниот удар на американскиот кредибилитет. Но во најнепосредно време, успешна евакуација на американците и справување со афганистанските бегалци ќе биде клучот за политичко преживување на Бајден по кризата. Следната фаза е осигурување Авганистан да не стане плодна почва за одгледување тероризам и да одржи некои основни човекови права, вклучувајќи го и третманот на жените и малцинствата. САД и другите членки на меѓународната заедница треба да се договорат за пакет пораки, јасни пораки за Талибан, за тоа што нивната нова влада треба да прави во пракса. САД веќе замрзнаа близу 9,5 милиарди долари во афганистански владени резерви, чувани во американски банковни сметки. Овие средства ќе станат важни во преговорите со Талибан. Потребни се преведувачи на македонската литература, вели меѓу другото поетесата Лидија Димковска, која со колегата Тоше Огњанов зборуваше за кризата на македонскиот јазик по повод годинешната награда на Струшките вечери на поезијата. Јас очекувам од Македонија да изгради најпрво преведувачи на македонската литература на другите јазици. Писателка, поетеса, преведувачка. Лидија Димковска е годинешна добитничка на наградата Браќа Миладиновци, што ја доделуваат Струшките вечери на поезијата. По тој повод, со неја разговараме за творештвото, за македонскиот јазик, за недоволниот пласман на македонските автори низ светот. Значи, за да може некој надвор во светот да не цени, треба прво и Македонија да не цени, така? Тоа значи да ни помага, да најдеме, преведувачи, најпрво да отвори лекторати по македонски јазик низ светот, така? Значи, ние немаме преведувачи на македонската литература. Демковска долги години живее во Словенија и ги познава тамошните културни политики. Вели дека околу 200 дела од словенечки автори годишно се преведуваат во странство, и тоа со финансии од словенечки фондови. За споредба, укажува дека македонските автори ретко добиваат таква поддршка од дома. Во Словенија сите македонски автори и авторки кои што се објавени затоа што словенечките издавачки куќи пројавиле интерес за нив. Никогаш тоа не дошло внатре од Македонија како некаков предлог или како некаква сугестија, не дај Боже како некаков грант, нели, за некого, тука едноставно словеничките издавачки куќи сето тоа го поддржале и го објавиле. Додава дека недостасува поголема ажурност од Министерството за култура и здрав културен менеджмент.
Значи има толку многу пропусти во културната политика поврзана со македонската книжевност, што ние треба да бидеме и благодарни што колку толку преводи на македонската книжевност во странство постојат. Во Словенија избрала да пишува на македонски јазик. Вели дека јазикот е нејзиното битие и бурно реагира на неговите скорешни негодувања. Апсолутно македонскиот јазик поминува низ кризата на другите. Значи самиот по себе тој не се наоѓа во никаква криза, бидејќи јас како авторка пишувам на тој јазик. Нејзини 3 книги веќе се преведени на бугарски. Кога би биле тоа исти јазици, апсолутно не би имало потреба да се плаќа од страна на издавачката куќа преведувач, да ме канат како во странство или во Бугарија да ги представувам моите книги така натаму, тогаш Бугарија би требало да биде исто како Македонија за мене, меѓутоа тоа не е. За да се одржи јазикот, неопходно е објавување што повеќе авторски дела. Сите што знаеме да пишуваме на македонски јазик, треба да пишуваме на македонски јазик. На тој начин само јазикот обстојува, издржува, ги издружува сите тие налети на политички опции, на превривање и така натаму. Јас мислам дека обичните луѓе, моите читатели во Бугарија немаат никаков проблем со мојот јазик. Книжевното признание и особено драго, зашто го носи името на браќата Миладиновци. Практично сите ние, кои што пишуваме на македонски јазик, сме поврзани со браќата Миладиновци. Тие се нашите книжевни предци. Во таа смисла, наградата браќа Миладиновци за мене е подарок од моите предци. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. Целото интервју може да го погледнете на нашата веб страница и на социјалните медиуми. А климатските промени се закана за туризмот на Хаваите, што прави локалното население да се справи со овој проблем. Кревањето на нивото на океаните предизвикува ерозија и е закана за градбите на крајбрежјето на Хаваите. Оаху, главниот остров на државата, може да загуби 40% од плажите поради ерозија до 2050 година, покажува едно истражување. Тоа ќе се одрази на туризмот, што е водечка дејност за приходот на островите. Друг проблем се високите температури, што имаат различен ефект на одредени места. Некаде има зголемување на количината на дожд, на други места намалување. На Хаваите всушност имаме суша. Нестабилните временски услови на островите донесеа големи невремиња и поплави, како што беа на Мауи во март, но не е само тоа. Тоа влијае на водата во бунарите, на земјоделството, инфраструктурата. Модерниот урбан центар Хонолулу ги покри со цемент каналите за одвод за да ги контролира поплавите, со што се блокирани природните патишта на водата од планините, мочуриштата и крајбрежјето, што сочинуваат еден екосистем. Домородните жители на Хавај ги нарекуваат Ахупхуаха. Се наоѓаме пред еден Ахупуаха. Тоа е домороден систем на Хаваите за менаџирање на ресурсите од планините до крајбрежјето. Хаваите денеска увезуваат најголем дел од храната. Има обиди за обновување на традиционалното земјоделство и методите за конзервирање, како овде на источното крајбрежје на Уаху. Ник Репун работи за непрофитна група која одгледува традиционални насади, како таро, и ја враќа намената на земјиштето. Други групи ги обновуваат планинските водни патишта и непротечни води во места за рибарење, како што било некогаш. Се обидуваме да правиме нешто што порано постоело и што функционирало. Не измислуваме ништо ново. Ала Паки Лук, кој предава хавајски јазик и култура, вели дека одгледувањето таро ја спречува. Ерозијата нешто што домородните жители на Хаваите го знаеле. Познавањето на традиционалната мудрост е важно. Не се враќаме назад 400-500 години, но можеме да користиме знаење од тоа време. Ова е традиција од домородните луѓе. Ја викаме кахуа од Икеј, домородна традиција во модерни услови. Лук е убеден дека традицијата крие многу знаење што може да биде корисно за одржување на стотиците илјади жители кои денес живеат на овие острови. Благодарам на вниманието. Пријатно.